И се кажуваш и кажуваш од сте наши. Јас се викам Левка Симоновска од село Косејица. Родена сам 1949 година. Со стеменето свира од 5 години па нагоре. Била сам како ученичка по игрорни групи, по настапи и секаде сам взимала награди како прво едино женско што свири на таков инструмент. Научила сам се од татко ми, он имаше темене, свиреше, па по татко ми брат ми наступи, по брат ми јас като најмалечка и почнах така да свира, после кога се оженихме со сопругот и он свири на темене и почнаваме заедно да свириме по фестивали, на седенти. Секаде сме били на сите фестивали, Охрид, Прилеп, Битола, Загреб, Радовиш и секаде дека имало фестивали. Валјево, секаде сме одили на фестивали. Учествували сме, се прво место сме взимали. Ја 1974 година првиот фестивал што се отвори у Долнени, ја настапих тугај прво место, награда земах. Имам освоено златни медали, со брат ми свиреше он, еден комшија и он на тамбура, земаваме бронзен медал тугај заеднички. Од кој си научила да свириш кемен? Сама самоучка, од татко ми како свиреше, јас слушам така и испа за ѓојдат на некаде, ја зема, свира. После, кога се научих, со брат ми заедно почнаваме да свириме. И така. Тоа кемене на кој свириш сега, чија изработка е и колку Това си е наша стара? изработка. Има над 40 години. Наша изработка, ние со мажо заедно ќе работиме, инструментите, ја му помагам и изработиме си и си свириме на них. Јас се викам Киро Симоновски, роден сум 1949 година во село Косевица. Сега на живење во Македонска Каменица. Поточно општина Македонска Каменица се вика. Со темењето сам застапен многу од млечок. Тоа е многу ептен од 5 години, па на така. А од дека ми е набавено првото темење не знам. Тоа сега што го имам темење, јас си го направи лично, пред 42 години можда. Старо е толку многу. И со него си свира, како дете, па како ергенин, па после како сопруг на невестата. Така, почнаваме кога се соединиме со неа. Свирева и нас, свирев сам и ја и почнаваме да свирим заедно. Така да набавиме уште едно чемене и двојцата свириме. Одили сме каде што сме одили, како што кажава на се исто, да не го повтарам повеќе пат, тоа е се точно. Фестивали, свирење си и свирење. Индивидуално ли одите на фестивали или сте член во некоја група? Членови сме на групата Копачка од село Драмче. Членови. Па многу поодавно, не може да се представи колку години, или многу поодавно. Членови сме. Она е член од 72 година на Копачка. Тоа е Од 74. Што ќе ни кажете за кеменето ваше, од што е изработено? Кеменето е изработено Какво дрво? претежно во старото ми е од црница, а новите ги изработам од кленово дрво. Така застапено е дрвото. Мајстор си е мајстор, може да го изработи од сема, најпоточно од клен најубаво испада кеменето. Најубаво свират. Изработваме ги заедно.
работиме ги заедно. Кој што може, тоа работи, помагаме се. Заедно си свириме и така. Па слушай, со Димитар Озурски се знаеме, што од 72 година првите фестивали кога се отворија, она почна да оди со снего. Од тога сме се... Па бившите републики са заминани со снего се заедно. Ние сме члени од тогашно тоа друштво. А друштвото Копачка од порано било, ама од тога сме ни учленени таму. Па после покасно уклучих се, ја тогаш не одев баш моментално. После кога се уклучиме заедно и сме си членови на тоа друштво. Некоја интересна случка да ми разкажете за време на вашите настапи, одење, настапување. Па што е интересна случка? Тоа е... Интересно, ја ќе ти кажа. На еден собор имаше во Косевица и ја не сам знаела тоа он свири со стемене. Почна да свири и зема и ја фатам една жена, викам оди стрино да играме и ја повода орато на до мене. И после кога се ожениме, кога гледам таа жена, на мен све крв испадна. А оно маќа му на него била. А на што играхте? На теменето, он свире с теменето, ние играме оро, немаше друго инструмент. Това беше много дан. Това беше много дан. Изводиш идната свекрва на тебе игра. Да, она се ожени кода там за него, туку маќа му на него била. Јас стрино, ајде. Јас се дружех повеќе се со старите жени. Она многу пееше. Ја младо друштво тога и избегвах се со старите. На седење било, предавачија било, на сватове, појали сме, играли сме, свирели сме, се со повеќе се дружи се со старите, за да запозна нешто, да науча нешто. А од маленка... Сега ќе ни кажете порака за младите. Што сметате за кеменето? Дали ќе наслед некоја? Дали ќе се свири во имина? Дали не сметате дека е загрозен инструмент на кој младите ете има обојност и сакаат да свират? Да. Нема интересно. Слушај, кеменето е веќе, може да се каже дека на изумирање, младите слаб интерес има, а нема многу интерес. Ние даваме напори ту еден внук да научиме, ама тешка работа. Слабо сваќа, слабо имаме рак. А ние сме го задржали толку многу години за да не се изгуби. Треба да се... И ке нас ќе постои кеменето дека може свириме. Па и дали ќе оставиш. То викаше ми те додека душа каца ќе свира, па после... Имаме настапкано од 74 година од Прилеп, па на така што има фестивали, у сите градове сме настапали. У Бугарија, у Спаково, у Мелник, најдалеку у Загреб сме настапали. Иначе оние фестивали туа по Македонија, секаде. У Битола, Радовиш, Гоцеви денове, били сме Истибанско здравоживо, били сме Удолнени сме били многу пати. Всеки фестивал. У Валјево бехме, у Битола. Не мога да се сетат секаде, други не мога да се сетат, многу са фестивали. Која ви е најмила мелодија заедничка, најизворна песна или оро? Па ние ги сите свириме. И песни, и ора заедно, тоа што знаеме, заедно свириме ги сите. Изворна мелодија не е најјака Копачката. Најзастапена ли беше у селото. Тамо се Копачката играше. Имаме и културно-уметничко друштво од Косевица. И у него Копачка исто ние, ама сега не функционира, тоа е растурено. И сме го свирели, та се игра. Но па играм ситно, женска Копачка, малеше скоро, ама нема кој не свири, сите ги свирим. Се што е играно, се што свирими, тоа игра. Сите застапени игри. Па други нема тие са. Вика,
Левче, ти пееше ли? Или Пее, само свириш? и пее. Ја, кај идеме на фестивалите, свирех, та играше, а после па ја, брат ми свиреше, па и ја играх това. Му трио жени сме појали заедно, ја у секоја сам точка учествувала. Па еден ми викат, па ти играш, пееш и свириш. Викам, па ја се знам да работам. Појали сме и по игранчите, по седенките каде идеме, нормално, шом свириш, мора да поеш. Ја пое настапуваме. Били сме на попредулки, на Роненка, на Царавки, на било што и кад Тука е колку се назбира се многу свет, да свириш и мора певаш, да поеш. Тоа ти беше застапено тогаш. Излез немаме у град како сега, село си е село, денеска работиш на поле, до вечера на игранка. У селото, немаше на друго место. Само забави се правеше, а у селото зберат се вечер, забава издава и оро до никое време. Тамо сме највеќе свирили, кога се збереше вечер на забава. А за играње, овците на месечина, па сад ние играме и поеми свириме. Таквија се били моминските и ријанските денове тогаш. Така. Друго нема. Изработката на ќеменето почнува од обично дрво. Кога се донесе дрвото, разцапи се и едната половина се зима. Струга се, после се сосовоа. Сосовоа се ископва се, убаво, дотера се, а дрвото е кленово, например. Сосовоа ќе го ископаме. Ово се вика зимало понажо. Фината работа така се со снега се прави, се струга и се дотера многу убаво. Кој ќе се дотера, кој ќе се измазни, невестата струга, мазни го со згланц папир, да е мазно, да е убаво. Кад се доврши това, зима се, ја оваа ќе земете даска, но каде нема, ама там нема да е тоа. Нема да Прави му се капак. Е вака. Затвори се. Залепи се. Тоа му се со бушалица избушат дупки за чифии. Кад му се закове това, избушат се чифиите и се става жиците, теловето после. И оно веќе оспособено за свирење, ќеменето. И тоа е, процесот е на ќеменето таков. Ископа се, залепи се, чифии, телови и свирилно. А трлачката направи се од даска, немам прилик да покажа сега како се прави она. Стави се конско влакно и тоа е веќе у функција за свирење ќеменето. На што се точи трлачката за да свири? Трлачката со темјан. Со темјан. Исклучиво темјан, или друго калафон што вика негаш имамо, сега тоа веќе нема, темјан се. А што се става од опачината на кеменето? Нема. На кој се трла исто Добро, тоа се стави се темјан. смола некој вело? Темјано се стави од позади, може да се прикаже на онова, требаше да го прикажем, од позади се стави тука. Заради да не се багаш ни джепове, тука се залепи се. Полесно е, секој случај. И тоа е това. Изработката може да трае и 2 дена. Зависи. може и 3, може и повече. Ако е сурово, се става у брашно да се изсуши. Додека се не изсуши, капако не може му се лепи. Треба да биде баре 99% суво. Се става во брашно за да не испука, така? Да не испука и да се изсуши. Брашното за 24 сата го изсуши. Влагата му изпече. Извлече му влагата.